Може? Да, благодарам. Почитувани подпредседателе, почитувани представници на владата, почитувани колеги пратеници. Денес ќе поставам 3 прашања. 2 прашања за председателот на владата и 1 прашање за министерот за правда. Во последниве денови гледаме дека ескалираат односите помеѓу Бугарија и Македонија. За жал, страната која што е оштетена во оваа ескалација е Република Македонија. Чувствата на граѓаните, но и европската перспектива на државата. Затоа моето прашање е поврзано, првото прашање до председателот на владата, поврзано со заседанието на Советот за национална безбедност кај председателот Пендаровски, на кој што се разговараше и се разгледуваше оваа тема. Македонско-бугарските односи и нивната ескалација во последниот период. Првото прашање е поврзано со членот 11 од Законот за странци, односно дали владата, согласно членот 11 од Законот за странци, ја разгледувала препораката за прогласување на персона нон грата на неколку државјани на соседна Бугарија, вклучително и на еден пратеник, кој што има основа да се тврди дека не ги исполнуваат критериумите за зачувување на јавниот поредок во Република Македонија, нивното действување е спротивно на националната безбедност, а исто така ги загрозува и македонските меѓународни односи. И прашањето е дали и кога ќе се разгледува ова прашање и кои лица до сега сте ги имале во предвид како лица кои што представуваат ризик и не ги исполнуваат односите од условите од членот 11 од Законот за странци. Второто прашање до председателот на владата е повлекувањето на амбасадорот на соседна Бугарија од Скопје, од Република Македонија. Само за вовед да кажам дека повлекувањето на амбасадор од една соседна држава е чин на спуштање на дипломатските односи. Исто така, повлекувањето на амбасадорот представува и на некој начин подценување на државата домаќин, бидејќи се спушта нивото на комуникација на сите институции кои што имаат било какви потреби или проекти за соработка со земјата која што го повлекува амбасадорот. И прашањето до премиерот е кој е вашиот став и како гледате на овој развој на настаните, како го оценувате потегот на соседна Бугарија за повлекување на нивниот амбасадор, при што соседната држава Република Бугарија тврди дека тоа го прави во знак на незадоволство од односот на институциите во Македонија кон Република Бугарија. И третото прашање е до министерот за правда, професорот Топанчевски. Вчера на една дебатна емисија изјавивте, поврзано со инцидентот во Охрид, кој што е последниот, би рекол, случај во ова затегнување на односите. Вашата изјава беше дека сметате дека некои представници на власта избрзале во давање на изјави дека се работи за завршен случај. Она што можеше да се извлече како заклучок е дека овој ваш коментар се однесува на изјавите на вашиот колега, министерот за надворешни работи, но јас би сакал, за да не одиме на предпоставки и заклучоци врз основа на околности на дадената изјава, да ве прашам конкретно на кои представници од власта и дали се работи за членови на владата, дали мислевте на министерот Бујар Осман или на некој друг, дека избрзале при давањето на изјави за случајот во Охрид, за инцидентот за кој што вие сметате дека се уште незавршен случај. Ова се моите 3 прашања. Благодарам многу. Пратеникот